Судскиот совет нема да одлучува за незаконските вработувања во Академијата за суди и јавни обвинители, иако има надлежност за тоа. Најдо образложение, иницијативата од антикорупцијска била доставена со задоцнување од 10 дена. Со тоа членовите на судски одбија да го преиспитаат работењето на директорката и управниот одбор на Академијата, кои ангажираа 131 суди и обвинители во предизборен период кога тоа законски е забрането. Последна донесена одлука е одлуката на Висшиот управен суд со кој одбиена жалбата на управниот на Академијата и потврдена е пресудата на управниот суд. Тогаш не вика од приемот на таа одлука или од било што децидено од донесувањето на одлуката. Мнозинството членови одлучи дека антикорупцијска го пропуштила рокот за да бара одговорност, но дел беа на ставот дека воопшто не биле надлежни да дебатираат по иницијативата. Со кое право ние ќе поведуваме постапка за утврдување на одговорност на членови на управен одбор на АСЈ? Значи, немаме законски можности за такво нешто. Се одеше по континуитет. На вистина не разбирам што е проблемот. Ненавременоста е првиот елемент, првото действие. Па зошто не се спротивставивте оштро кога го ставив на гласање? Како судија, кога ми доаѓа предмет во раце, еве жалба. Прво, гледам дали сме надлежни, па потоа гледаме дали е на време на... ДКСК по иницијатива на Силјановска Давкова, тогаш како кандидат за председател, утврди дека Академијата за суди и јавни обвинители постапува спротивно од законите во предизборието со вработување на 130 слушатели. Директорката на Академијата, Габер Демјановска, се жалеше до управниот и Висшиот управен суд, кој само ја потврдија одлуката на антикорупционерите. По таквата пресуда, антикорупцијска побара од сите надлежни институции, вклучително од судскиот и од Советот на јавните обвинители, да утврдат одговорност за незаконското вработување идни суди и обвинители.